Raspni go, raspni go, raspni go, Isusa. Drugi spasuvaše, sebe ne se spasi, Oče moj ne ostavi. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mrtvi voskresna, grobovi zinaja, temnina vo šesti čas. Zemlja se trese, karpi rasprsna, Isus zamina. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mir vam, tatko naš, koji si na nebesata. Ние зборуваме за Татко на небесата и за деца Божии фрлени на земјата, од кои се делат две категории: синови човечки, тие што живеат во вавилонство, во себелюбие, синови сатански, синови ѓаволски, кои сакаат да се искачат највисоко, овие градат кула, синови Адамови, кои јадат од дрвото на познанието на доброто и зло, што е непослушност кон Бог, Каин, кој го убива Авела. Значи, синови човечки, она што ние го правиме сами, и синови Божии, синови Божии. Да не заборавиме дека Исус Христос на Петар му вели: бегај од мене, Сатано, кога тој го спречува да се оствари тоа што е запишано од Таткото Небесен. И му вели: бидејќи мислиш на она што е човечко, а не на она што е Божјо. Го имаме и тој стих: сите го бараат своето, своето бараат. Тоа што тој мисли, јаде од дрвото на познанието на доброто и злото, а не она што е на Исуса Христа. Татко мој, зборува и денес низ моето срце. Не јас да зборувам, ти зборувај низ мене, да бидам како оној што ме прати, да бидам како тебе, татко мој. Исполни ме со твојата љубов и со твојата сила. Не јас што сакам, нека биде твојата волја. Кога двајца апостоли бараат од Исус да седнат од десната страна на небесата, тој им вели: не знаете што барате. Можете ли да се крстите со крштението со кое се крштевав јас? Значи, тој се крсти послушност на Отецот Небесен до смрт. Не изговори ни еден збор во свое име. Значи, Исус не изговори ни еден збор во свое име. А ние 99%, 100% зборуваме од свое име. Зборувам за христијаните, за оние кои мислат дека го познаваат Исус. На едно место тој им вели: ги проучувате писмата и словата, мислите ќе ви дадат живот вечен, но не доаѓате кај мене. Не доаѓате кај мене за да ви дадам живот вечен. Да не заборавиме дека на Мојсеевиот стол водачите на црквите и заедниците, на верските заедници се седнати садукеи, фарисеи. Значи, тоа се оние што зборуваат, а не извршуваат. Тоа е интересен момент. Но на четвртата стража преку ноќта дојде Исус кај нив, одејќи по морето, а учениците што му го видоа како оди по морето се уплашија и рекоа: значи, на Мојсеевиот стол
седнаа книжници и фарисеи, тие зборуваат, а не извршуваат, тие говорат, а не извршуваат. Ние зборуваме за живо слово, Исусово слово во срцето. Степенот на тоа дали си ти во Исус се гледа по степенот на твојата љубов што ја имаш кон сите други, како добриот самарјанин кон сите луѓе. Степенот на љубовта, ако некој не го љуби братот свој кого го видел во прво Јованово, како ќе го љубиш Бога кога не си го видел? Дали го љубиш Бог се гледа по тоа дали го љубиш братот свој. Не заборавајте дека Новиот Завет, а и Стариот, постојано зборува само за една работа, да го љубиш својот ближен како себе си. Христијанство подразбира да љубиш, повели и љуби, да действуваш во љубов. Молете се за оние што ве навредуваат. Молете се за оние што ве навредуваат и гонат. Молете се едни за други. Надпреварувајте се во братолюбието еден кон друг. Да се надпреваруваме во љубовта. Молете се, благословувајте ги оние што ве колнат. Тешко е за телесен човек да му објасниш што значи да се биде христијанин. Но сепак, моментите на летање и паѓање во самите нас, моментите на духовно движење кои треба да ги научиме е чекорење по Исус во љубовта негова. Но првен треба да застанеш пред Исус. Волјата на оној што ме прати, вели Исус, е секој што ќе го види Синот. Синот Божи се мисли на Исус. Но како треба да се види Исус? Каде да го видиш Исус? Тоа е суштинско прашање. И поверува во Него, да поверуваш во Него. Ако вие останете во моите слова, да останеш во Неговите слова, исто категорија. Што подразбира тоа? Луѓето не го разбираат. Телесниот човек не го разбира духовното. За него тоа е безумство. Што меѓу вас има завист, кавга и неслуга, се уште сте телесни, те сакам Господ Исусе Христе. Значи, чувство дека не сум од овој свет ме пратеше постојано до моментите кога ме вадеше Исус од смртта, до моментот кога клекнав на колена и почнав да плачам и да се покајам за се што сум сторил. И како на филмска лента излегува сите дела, од најситните до најгрешните, до најголемите. Знаете, и потоа е чекање. Он да те учи, Духот на нашиот Отец ќе ви каже се, ќе ви ја каже вистината. Он ќе ве учи. Нема потреба некој друг да ве учи. Он ќе ве научи на се, да му дозволиш Духот на твојот Отец да те научи. Што да те научи? Да љубиш. Да љубиш. Што да љубиш? Се. Сите. Благословени сте вие, пазете, кога ве навредуваат и гонат. Благословени сте кога ќе ве навредуваат и гонат и кога ќе зборуваат против мене секакви лоши зборови, лажно заради мене, заради Исус. Мене ме гоне и вас ве гонеа. Марко 15:33 во 6-тиот час. Настана темнина по целата земја до 9-тиот час. Ние овде имаме часови на однесување. Ние сме душа во која вдахна дух, која е затворена во земно тело, по смртта кога ќе изгубиме силата, кога ќе помине време, бидејќи сатанат има малку време. По смртта телото останува во земја, тоа покажува дека телото не е наше, ние имаме духовно тело. И во 9-тиот час Исус извика со силен глас: Или Елој, Елој, лама савахтани, Или Елој, лама савахтани, татко мој, зошто ме остави? Ние го гледаме тој однос, дека тој постојано му вели оче, татко, татко. Луѓето зборуваат за Бог. Бог некој таму негде, некаде. Во некоја црква, на некоја фреска или таму некаде, во некоја дрво, во некоја планина. Ние зборуваме за татко. Татко, погрешив, например, пред тебе и пред небото. Татко, погрешив пред тебе и пред небото. Не сакам да бидам Каин, не сакам да бидам Адам, не сакам да бидам Ева, не сакам да бидам Вавилонец, не сакам да бидам сатански син, сакам да бидам син Божи. И затоа тој ни го дава Исус на сите што го примија Исус. Но како се прима Исус, тоа е клучно прашање. Луѓето мислат само со збор го примаш Исус, да, го примам и готово.
на сите што го примија. Едно е да го зборуваш тоа, тие зборуваат, но не извршуваат. Садукеите, чувајте се од квасот фарисејски, цитираат стихови, кога ќе наполниш срцето со стихови, камени стихови, кои се мртви, кои немаат живот, тогаш словото убива, а духото животворува. Срцето треба да ти биде исполнето со љубовта Исусова, да го примиш Исус во твоето срце. Татко мој, Боже мој, зошто ме остави? Исус пати за сите, тој ја гледа својата смрт и тој вели, татко, ако е можно да ме одмине оваа чаша, се моли за тоа, падна на колена. Но сепак крајната почетната точка, настанување во Исус, не како што сакам јас, Оче, не како што сакаш ти, ми се случува нешто. Има некој болен, се молиме, не се менува. Знаете, треба да останеме во полната радост на Исусовото смирнение, на Исусовата возраст, во полна радост, да го прифатиме тоа, зашто по краткото страдање, наеднаш кога ќе му кажеш на човекот е тешко да разбере. Вчера зборувавме со едни сотрудници овде, дека овде сме привремено, никој не разбира. Тие се држат како овде да сме вечно. Врзан си за земјата, земјата е фрлен сатаната, тај создадена само за него, за таа падната природа од нељубов, да се врати повторно во Исусовата љубов. Да се врати, иако ја љубиш земјата и тоа што е отпаднато. Земјата која е стврднат материализиран дух, и рече Бог нека биде светлина, која е стврднат материализиран дух, и го создаде Господ Бог човекот од прав земна. Тој на земјата. Бевте богови, синови на Севишниот, но ќе умрете како луѓе. Ќе умрете како луѓе. Човекот има право да се движи физички, животното физички, материјата, билките не се движат само внатре во себе, протони, неутрони. Се движат затоа што духот е подвижен. Духот живее во бесконечна светлина, во бесконечна љубов горе. Но кога ќе отпаднеш од љубовта, се материализираш. И тука си на земјата. Ја љубите земјата, значи каде што нивниот црв не умира, еден стих, а вечниот оган не изгаснува. Вие сте како црв во земјата, сте се врзале за неа и ќе се вратите во неа. Не само телото, и душата. Ќе изгуби силата. Луѓето се ќаваат дека стареат. И потоа не наоѓаат смисол, потоа се гневни. Немаат љубов, затоа што го немаат Исуса. Затоа што го немаат Исуса. Некој од оние што стоеа таму, штом го чуе тоа, рекој, еве го вика Илија. А еден отрча натопи сунгер во оцет, па како го закачи на трска, му даваше на Исус да пие, велејки, почекајте да видиме дали ќе дојде ли Илија да го симне. На луѓето им треба да видат, да им се случи некој чудо исцелување. Се молиме за некој не се исцелува. Не е од страната причината. На Бог, на Отецот наш, на Исус не му се потребни нашите зборови. Потребно е да видиме дали ние, кога страда еден дел од телото, страдаат сите органи, се чувствуваме како дел од заедницата, дел од неговата црква, каде што е тој главата, а ние со нашите тела и души што сме ги предале во љубовта, во служење во љубов, во помагање на луѓето, во добриот самаријанин, да му помогнеме на оној кој е во потреба. Дали ние действуваме во љубов? Не се случува исцелување, се молиме. Не е од страната причината и потоа ќе дознаеме дека не е покајан некој греф на некоја баба или некој чичко. Знаете, истото што си го правил ти, тоа е старозаветен закон. Истото ти се прави тебе. Без Исус, но ако клекнеш пред Исуса и речеш прости ми Исусе, се покајувам за секој греф, се покајувам за гревовите на моите предци. Ако го кажеш тоа, ќе дојдеш на почетна позиција да се усовршуваш во љубовта, да действуваш во љубовта, да чекориш по Исус по тесната патека што води кон животот. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Исус испушти силен глас и издивна, и завесата на храмот се расцепи на две од озгора додолу, нема повеќе тајни места. Нема повеќе ковчег на заветот, бидејќи во нашето срце Исус треба да живее. Тогаш не ние храм, што ќе го созида за 3 дена. За 3 дена, како што тој воскресне, и ние треба да воскреснеме. Воскреснување подразбира премин од темнина во светлина, од долината на сенка смртна. А стотникот што стоеше спроти него, кога виде дека тој откако извика така издивна рече, значи на одредени луѓе внатре во срцето им е напишан законот, се ќаваат
Божјо присуство. Навистина овој човек бил син Божји. Последните зборови кога му беше тешко, рече татко мој, зошто ме остави? Оче, дај ми дар на верба да останам до крај во твојата љубов. Кој ќе претрпи до крај, ќе се спаси. Претрпивши же до конца, тој спасеција. Имаше и жени што гледаа Марко 15:40 оддалеку. Те гледам оддалеку Исусе. Дојди поблиску под нозете негови. Падна под нозете негови. Се допре до облеката негова. Му ги изми нозете со косата, со солзи. Така се исцелува Исус, но некогаш е потребно време да се отплати долгот. Не заборавајте, Давид го убива Урија, посредно, непосредно спие со неговата жена, од која го раѓа после Соломон. Првото дете од жената на Урија му го зема. По око за око, зап за зап. За да се плати гревот. Тогаш немаше Исус. Тогаш Исус се уште не беше слезен, беше старозаветен, тие колеа, грлици, птици, мачки, кучиња. Се мачкаа со крвта, за да се откупат. Имаше и жени што гледаа оддалеку, меѓу нив беше и Марија Магдалена, Марија, мајката на Јаков Малиот и на Јосија и Саломија, кои и тогаш, кога тој беше во Галилеја, врвеа по него. Да врвиш по него. Да врвиш по него. Што значи тоа? Па да постапуваш како Исус. Да постапуваш како Исус. Исус никого не осуди. Исус им прости на сите, на крстот рече, прости им, Оче, татко мој, не знаат што прават. Не ги проколна во вечен оган и вечно проклетство. Исус ја извршуваше не својата волја, волјата на нашиот Отец. Исус го бараше, работеше за Царството Божјо. Исус во потполна послушност со смрт на крст, распнат, ја покаже љубовта кон браќата. Исус не кажа ни еден збор од себе. Исус зборуваше од Таткото Небесен во дух. Се што кажа беше од Него. Сите дела ги изврши за Него. Тоа е Исус Христово христијанство. Чекорење, врвење по Него и му служи, а и да му служиш на Исус, значи да работиш за Царството Божјо. И многу други што беа дошле со Него во Ерусалим. Те сакам, Господи Исусе Христе, што го даваш мирот Твој на сите оние што ќе го отворат своето срце во љубов кон ова зборување, кон Твојот глас, кон Твоите слова, кон Твојата вистина, кон Твојата светлина во словата. Им простувам на сите, никого не осудувам, се покајувам за секој грев, се покајувам за гревовите на моите предци, ја барам Царството Божјо, за се да ми се придаде, ја барам Твојата волја во мојот живот. Значи се молиме за одреден човек и состојбата се подобрува малку, но пак се враќа на истото, потоа дознаваме дека те сакам, Исусе, слава Ти, Господи Исусе Христе, не е покајан гревот и истиот грев што го направил некој предок врз некого се случува, се материализира на детето, на човекот, на жената. Некаде умираат мажи по проклетство, некаде жени, некаде деца. Некои луѓе немаат деца, некои се разведуваат, остануваат сами без љубов. Сето она што сте го направиле, сте избегле од законот на љубовта, не сте во Исуса Христа, не врвите и не служите на Исуса, има наплата за гревот е смрт. Смрт подразбира, вие повеќе не може да умрете. Самиот живот, самото пламенче што е во вас, самиот живот му дувна во душата, дух животен, духот животен е љубов. Тоа е мало пламенче, често се загасува и кога ќе се собереме двајца или тројца во негово име, ние ја го распламтуваме. Ние како да дуваме на загаснат оган, на жарта, и потоа почне да чади тоа, па да се распламти, да изгори внатре во вас сето она што не е од Бог. Да не заборавиме што излегува од срцето човечко. Тоа веќе го читам постојано, бидејќи е фрапантно да знаеме кои сме ние. Некој ќе рече немам гревови. Значи што излегува од срцето човечко, тоа е многу добро. Тоа треба добро да го размислиме, бидејќи тие постапуваат, а не извршуваат. Од срцето човечко излегуваат. Слава Ти, Господи Исусе Христе, сите оние работи што ние не можеме да сватиме како се можно да постојат таму. Ти благодарам, Господи. Од срцето човечко однатре излегуваат, Марко 7:21. Она што излегува од човекот. А што излегува од тебе? Од срцето човечко, лоши помисли, прелюбодејства, блудства, убиства, кражби, лакомства, злоби, лукавства, разврат, око завидливо, богохулство,
гордост и безумство. И можеме да наредиме уште илјадници. Сето тоа зло излегува однатре и го осквернува човекот. Значи, што е тогаш човекот? Падната природа, син ѓаволски, секој што не врши правда и не го љуби братот свој, не е од Бога. Тој е син сатански, син ѓаволски, вавилонец, сатанско чедо. Сака да се искачи на Каин кој го убијавела Адам и Ева кои јадат од дрвото и змијата сите заедно во него внатре во душата му. И затоа е напишан тој стих: блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Ако тоа излегува од срцето човечко, тогаш жената и змијата и Каин и сатаната и вавилонците се внатре во тебе. Ти немаш јазик за разбирање, ти имаш јазик на образа. Два духа постојат во светот. Духот на Исус е љубов, се што е љубов. Духот на сатаната е нељубов, се што е нељубов, тоа што излегува од срцето човечко. А кога се стемни, веќе бидејќи беше петок, односно ден спроти сабота, дојде Јосиф од Ариматеја, угледен советник, кој сам го очекуваше Царството Божјо. Некаде во дух се учени луѓето да знаат. Ќе видите некој човек сам не оди во црква, дошол до одредено сознание. Може би има некаде застранување, да влезе сатаната со некоја мисла. Тие викаја, распни го, Исуса. Други спасуваше, себе не се спаси, Оче мој не остави. Прости им, татко, не знаат што прават, Оче, прости им. Прости им, татко, не знаат што прават, Оче, прости им. Мртви воскресна, гробови зинаја, темнина во шести час. Земја се тресе, карпи распрсна, Исус замина. Прости им, татко, не знаат што прават, Оче, прости им. Прости им, татко, не знаат што прават.